Голем интерес за фаќање на чесниот крст во регионот. До сега во сите 11 општини се пријавени околу 100 момчиња. Се очекува бројката да биде многу поголема, зашто пријавувањето во сите православни храмови е во тек. Ова е веќе покана за сите оние кандидати кои што сакаат да земат традиционално учество на овој свети убав православен чин, да дојдат да се пријават овде во просториите при храмот. Значи, условите се, како и секоја година, да бидат полнолетни, да бидат од градот Кочани, да бидат пред се православни, крстени во православната вера и секако ги испитуваме, нели, барем да знаат молитвата Отче наш, кој што е едно, доколку не ја знаат, навистина не можеме да се наречеме христијани. Пријавувањето може да се изврши и на самиот ден кога сите проточни води во регионот ќе бидат осветени во чест на крштевањето на Исус. Објавуваме како крстот да е фрлен во реката Јордан. Ние тоа си го правиме исто на тој начин. Се собираат многу луѓе со почит, одаваат почит, се пријавуваат за фрлање на крстот, влегуваат во реката, иако е ладно, времето е, нели, од зимен период, но сепак тие од преголема љубов према крстот и Бога се пријавуваат и доваѓаат на реката. Во последните неколку години на секое скокање по чесниот крст му претходат задолжителни лекарски прегледи. Право да скокаат ќе добијат само полнолетни здрави лица. За оние најсрекните, црквата и општините имаат обезбедено и подароци, секоја според сопствените можности. Секоја година истите се пријавуваат на самиот ден, никој пат не бе помалку од 20 околу наградниот фонд, општина Беро доделува 6000 денари и компанијата Зење доделува ТВ приемник за лицето кој што ќе го фати светиот крст. Водици, наречен уште и богојавление, според христијанските верувања представува денот кога свети Јован Крстител го покрстил Исус Христос во реката Јордан. Крштевањето во православната вера означува духовно раѓање, почеток на човековото живење во верата.